Добродојдовте во второто издание на Види вака дебатно шоу, кое е во организација на Фондација Идеја Југоисточна Европа. Денешната теза е буџетот на Република Македонија за 2017 година не е развоен. На оваа тема денес ќе дебатираат Александра Филипова, дебатерот МОВ, која ја застапува афирмативната страна, и Марко Ѓорѓиев, исто така дебатерот МОВ, кој ќе ја застапува негациската страна. Она што треба да го напоменаме дека Александра и Марко не ги застапуваат страните аргументите што ќе ги слушнете од нив. Ова е само шоу, односно представа за тоа како треба да изгледа една дебата. Форматот на дебатата е таков што започнуваме со афирмацијската страна, во која Александра ќе зборува 3 минути. Потоа Марко добива 5 минути, треба да ги искористи да го побие аргументот на Александра и за контрааргументи, дополнителни 2 минути за Александра да му реплицира на Марко. 6 минути се предвидени за прашањата и на крај 2 минути за завршните зборови. Буџетот на Република Македонија за 2017 година не е развоен. Започнуваме со афирмативната страна. Александра, повелат, имате 3 минути. Ти благодарам. Она што е проблем при креирање на буџетот и зошто мојата страна го застапува става дека буџетот не е развоен, е тоа што всушност нема спроведено попис во земјава за да се знае за колкав број на луѓе станува збор кога се креираат било какви политики, било какви инвестиции. Проблематично е тука што на пример може да се односно се случува да се креира на пример инвестиција за земјоделството и политики за земјоделството во одреден регион, но меѓутоа бидејќи нема попис не се знае колкав дел од луѓето живеат во тој регион и колкав дел од луѓето се занимаваат со земјоделство во тој регион, па тука може да се заклучи дека всушност буџетот ниту може да се аплицира во пракса, ниту пак ова го прави самиот буџет развоен. Понатаму многу голем фокус на буџетот се ставаат на странски инвестиции и субвенции. Оно што е спорното кај странските инвестиции е тоа што претежно државата дава олеснувања за компаниите кои што ќе се одлучат да инвестираат во Македонија, а се од странство, како на пример помало плаќање на даноци или воопшто не плаќање на даноци, како и бесплатни земјишта на кои што тие ќе може да ги изградат фирмите кои што се замислени да функционираат како странска инвестиција. Ова понатаму е проблематично затоа што буџетот не се зголемува од даноците кои што овие фирми не се обврзани да ги плаќаат, а работниците кои што работат во овие фирми всушност се само ефтина работна сила која што им одговара на странските инвеститори, а понатаму тие немаат ниту никакви заштитни механизми за своите работнички права, односно многу често странските инвестиции всушност возможуваат во Македонија да има лоши работнички услови. Ова е штета која што понатаму не може да се неутрализира, освен да се затвори странската инвестиција или компанијата која што тука вработила луѓе и е странска инвестиција, што дополнително е многу голем проблем и штета која што понатаму не може да се поправи. Се ова заедно всушност нас ни покажува дека буџетот не е развоен, односно само се нафрлани реформи кои што не претходат на било какво истражување, било каква анализа за она што е потребно на граѓаните и жителите во Републиката, за да може ние буџетот да го прогласиме како развоен. Проблематично понатаму е што не може само буџетот како таков, односно неговата форма да ја земеме, за да може ние да го прогласиме за развоен или неразвоен, односно треба да се направи поопсежна анализа на сите сегменти од општеството и на потребите и она што всушност граѓаните сакаат да го работат, за да се види дали буџетот е развоен или неразвоен. Ви благодарам. Марко, вашите 5 минути. Повелете. Видете вака. Кога дискутираме за развојност на буџет во било која држава и во било какви услови, не можеме да ги земеме во предвид сите аспекти на општеството за дефиницијата на развојноста на буџетот. Мораме да ги земеме во предвид статус квото во кој што се наоѓа државата и можностите кои што се придадени на истата, поради тоа што доколку гледаме ние за оптимален развој на било која ствар во реалноста, не само на правење на буџет на државно ниво, секогаш има околности од страна кои што претходеле на правењето на таа работа и кои што не можат да се предвидат додека таа работа трае или додека таа работа се изведува. Така и во буџетот во Република Македонија има многу аспекти кои што претходно всушност биле лоши за
самиот буџет кој што претходно направиле ситуација и атмосфера која што не е толку поволна за правење на развоен буџет и поради тоа мораме да ги земеме и тие во предвид кога гледаме ние дали еден буџет е развоен или не е развоен, тоа е специфично, дали македонскиот буџет за 2017 е развоен како таков. Пред да почнам со презентирање на моите аргументи, ќе се осврнам малце на аргументите на Александра, кој што во главном се фокусира на немањето на соодветна анализа на околностите во Македонија, за понатаму да се направи буџет кој што би бил оптимално развоен за сите сфери на постоењето во државата. Нема попис, нема направена анализа за потребите во земјоделството и во другите индустријски гранки. Премногу се става акцент на странски инвестиции, на олеснителни околности на странски инвеститори и така натаму и така натаму. За пописот секако дека тоа не е оправдливо, истиот мора да се направи, но кога доаѓа време за носење на буџет без разлика на постоење или непостоење на попис, буџетот мора да се донесе поради тоа што без постоење на истиот економската стабилност на една држава ќе падне тотално под нула. Нема да биде толку лоша колку што е сега, ќе биде дотолку полоша да може и ќе отидеме у банкрот целосно. Така што немањето на попис, иако е квалитетен аргумент, сепак не е доволен аргумент за побивање на развојност на еден буџет, поради тоа што тоа е ситуација во која што сме се нашле, која што мора да се поправи, но не е директно поврзано со моменталната тема на разговор. Понатаму, анализата на моменталниот домашен пазар, исто така ќе се согласам со тебе дека е потребна ставка, но доколку земеме во предвид дека се наоѓавме ние во период на политичка криза каде што имаше многу големи несогласувања помеѓу политичките партии, главни акценти се ставаа всушност на тие препирки и на тие приписки, ќе може да земеме во предвид дека такви анализи всушност немаше атмосфера кога и каде да се случат. Иако повторно ќе повторам, тие се потребни, сепак буџетот како таков е оправдан и ќе ви покажам со мојата аргументација зашто, дури и во нивното отсуство. И на крај твојата последна поента, тоест дека огромен акцент се става на странските инвестиции, всушност ќе покажам како во аргументот од твоја страна и сите поенти кои што се пропратни со истиот аргумент, всушност доаѓаат на моја страна поради тоа што според мене баш тој акцент на странски инвестиции, тоест на олеснителни околности за странски инвеститори, всушност на долгорочен план ќе ни донесе нас подобрување на буџетот и подобрување на животниот стандард. Мојот прв аргумент, значи, развоен буџет како таков е буџет кој што има капитални инвестиции, кој што се фокусира на развојот на една држава. Во теорија нашиот буџет е таков, но поради тоа што дискутираме за пракса, а не за теорија, овој аргумент ќе го скокнеме и ќе прифатиме дека во теорија сме довел дебата, но ајде да гледаме реалноста како дали стои на моја страна или не. Во предвидениот буџет за 2017 година се предвидени ставки за гасоводот во Македонија кој што треба да се гради, за изградба на социјални станови, за медицинска опрема и реновирање на медицински установи во главниот град Тетово, Велес, Штип и така натаму, за културни и спортски објекти, за реновирање и за изградба на нови образовни станови и така натаму и така натаму. Че сам по себе буџетот во неговата подоба може да видиме дека всушност се осврнува на одредени аспекти кои што се прилично битни, тоест се осврнува на развојниот елемент на неговото постоење, тоест како таков буџетот всушност допринесува да развојот во одредена држава. Имаме исто така пораст на капиталните инвестиции, кои што се главните ставки нели за буџетот да биде оправдано развоен во одредена држава. Тој пораст всушност би донело до подобрување на главно инфраструктурата во државата, понатаму и други установи, и со тоа всушност ќе допринесе до развојот на државата. Имаме пораст на субвенциите за странските фирми, кои што кажав дека ќе биде поента која што ќе донесам на мојата страна од масата, со тоа што тие странски инвеститори кои што доаѓаат всушност отвараат многу работни места поради тоа што се најчесто погонски индустрии кои што се отвараат во Македонија. Со тоа тие работни места всушност ќе зголема стандард за невработени лица кои што постојат во Македонија и доколку им даеме шанса на долгорочен план, откога ќе заврши олеснителните околности за неплаќање данок и така натаму, сите пари тие ќе се вратат назад во буџетот. Моментално изгледа како многу лоша ставка, да, но на долгорочен план ја сметам дека таа ставка е таа која што всушност ќе ни изведе од криза и ќе не врати назад економски барем на нозе. Ви благодарам, Александра, имате 2 минути. Благодарам. Како последна работа која што јас го речам Марко се странските инвестиции. Марко види вака, странските инвестиции веќе подолго време се имплементираат во Република Македонија, но меѓутоа не можеме да кажеме дека тие
во изминатиот период, односно последните 4-5 години, вредуваат со било каков импакт, добар импакт врз општеството, односно врз луѓето кои што се корисници и работници во странските инвестиции. Можеме да забележиме голема стапка на прекршување на работничките права, што всушност се покажа и преку донесени пресуди во истите тие фирми кои што се странски инвестиции. Можеме да забележиме по детални анализи дека во овие странски инвестиции се работи за плата од која што е помала од предвидената просечна плата и минимална плата во Македонија, така да не можеме да кажеме и не можеме повеќе да си дозволиме во оваа ситуација да се ослонуваме на странските инвестиции, дека странските инвестиции ќе го решат нашиот проблем и ќе придонесат буџетот да биде развоен. Понатаму спомна дека се предвидени образовни установи, инфраструктури и слични работи. Се сложувам дека инфраструктурата и образовните установи ќе допринесат за развој на општеството, но меѓутоа до степенот каде што ние сме стигнати, односно каде што имаме премногу образовни установи кои што понатаму продуцираат високо образован кадар, со што се соочуваме со хиперпродукција на високо образован кадар, не можеме да се ослониме на погонски инвестиции каде што овој високо образован кадар ќе може да оствари месечни приходи и да биде вработен, бидејќи како што се покажа години наназад одбиваат тоа да го прават. Така да сите овие работи кои што се предвидени и кои што веќе се случуваат се исклучливи взаемно едно со друга и не придонесуваат, туку само ја продловачуваат економската криза која што во моментов зема зама во Македонија. И е сулудо да продолжиме истите тие работи да ги реплицираме секоја година, кога едноставно можеме да се увериме дека овие работи не вродуваат со плод и се покажало во повеќе наврати до сега. Младинската невработеност е 50%. Тоа е на темата образовни установи кои што се предвидени во буџетот за 2017 и во изминативе неколку години само се зголемува и никако не опаѓа. Така да можеме до задутре да ги реплицираме сите овие реформи и сите овие економски политики и во буџетот да ги менуваме само цифрите, а главните политики да останат исти, но меѓутоа тоа навистина нема да допринесе да се подобри било што во општеството, ниту пак ќе допринесе буџетот во реалност да биде за доброто на граѓаните. Ви благодарам. Следат предвидените 6 минути за прашањата. Марко, дали со намалувањето на бројот на вработување во државната администрација може да се намалат и буџетските трошоци? Имате 2 минути. Или вака, Кристина, тоа е одлично прашање. Значи, по линија на нормална логика, доколку ти одземеш работници од работно место, секако ќе имаш помалку давачки за плати, така што би иделе дека да, доколку се намалат вработувањето во јавната администрација, апсолутно ќе му олесни тоа на буџетот. Исто така ова не носи до една многу побитна поента каде што ние всушност не дискутираме само за постоењето на буџетот и дефиницијата и проекциите кои што се направени од страна на одредени експерти за како тој всушност треба да се развива, како тој треба да се носи, него исто така дискутираме за луѓето кои што тој буџет понатаму ќе го имплементираат. Тоест од кога тој буџет ќе се пренесе во соодветните институции, дали тие институции ќе го искористат како што било предвидено, тоест дали ќе го искористат во најдобри можни услови. Затоа ние секако на крајот можеме да кажеме дека дури буџетот да е развоен, доколку тој не се имплементира како што треба, доколку имплементацијата е погрешна, на крајот на денот сепак ќе добиеме ние буџет кој што дури да е перфектно направен со сите проекции на место и со сите предвидувања да бидат точни, на крајот на денот тој буџет пак ќе биде искористен погрешно, нема да биде развоен. Со тоа се враќаме назад на твоето прашање. Да, доколку има помалку вработување во јавната администрација, буџетот ќе биде ќе има поголемо олеснување на буџетот ќе биде значително повисок. Исто така, доколку се направи всушност намалување на вработувањето во јавната администрација, тоа ќе значи дека тоа се направило по основа на испитувања и истражувања кои што се направиле за потребата на кадрите во истата. Доколку се направат тие, можеме да земеме под основна линија на логика дека тие анализи всушност ќе се прошират и ќе има дополнителни анализи исто така за буџетот, со тоа што да. Со тој чекор јас мислам дека би се отпочнало дури многу поголем залог за поправање на буџетот на долгорочен план на сите нивоа, не само во администрацијата. Ви благодарам. Александра, вашето прашање до Марко? Моето прашање до Марко е како всушност во пракса да го направиме буџетот да биде реален, освен да скратиме јавната администрација и да направиме истражувања базирани само врз јавната администрација. Имате 1 минута. Благодарам. Виде вака, Александра.
За да се поправи буџетот, всушност многу работи треба да се сменат, тоест за да направиме една торта со јаболка, прво треба да скршиме неколку јајца. Значи, многу работи треба да се сменат во држава, првосно треба да искочиме од политичката криза, понатаму треба да застанеме на ноза на политички план, од кога ќе застанеме на ноза на политички план треба да почнеме да разгледуваме за долговите и сосредоточување за отплаќање на тие долгови што побрзо поради тоа што растат се повеќе и повеќе. И на крајот на денот многу работи, тоест многу министерства и многу политики во Македонија мора да се средат за на крајот да стигнеме ние до буџетот. Ние тргнуваме од нопоку со цела оваа работа поради тоа што очекуваме дека парите кои што ќе ги прераспределиме понатаму ќе не поправат нас и ќе навратат назад на нозе, кога обратно треба да работиме, ние прво мораме да гледаме внатрешната организација како е распределена, па после тоа да дискутираме за како да им се алоцираат финансии за оние тие да ги користат понатаму. Така што на страна од државната администрација ни требаат реформи во сите сфери на постојањето во Македонија за буџетот да може да се врати на нозе. Ви благодарам. Александра, колку странските инвестиции кај нас реално придонесуваат за економскиот развој? Па како што веќе напоменав, странските инвестиции можеби привидно придонесуваат за економскиот развој во државата, но меѓутоа на долгорочен план, а и од самиот старт веројатно или тие не се реализираат воопшто, а се трошат пари и ресурси за да стигнат луѓето до тука да разгледаат све и да се дрзнат да инвестираат во Македонија. Понатаму, ако се случи да се реализираат странски инвестиции во Македонија, претежно тоа е затоа што македонците се сметаат како ефтина работна сила и токму поради тоа луѓе одлучуваат да инвестираат тука, а на долгорочен план тоа само ни го крати онака малиот буџет, бидејќи претежно странските инвестиции се имаат даночни олеснувања, имаат бенефити во однос на другите прашања кои што домашните фирми го немаат, така да се создава нелојална конкуренција помеѓу странските инвестиции и нашите компании, се создава ефтина работна сила и лоши работнички услови кои што само ја продлабочуваат и онака моментално лошата ситуација во Македонија во однос на тоа прашање. Благодарам. Марко, вашето прашање до Александра. Па да продолжам линијата на логика која што почнав всушност да ја кажуваш, во однос на мојот одговор на твоето прашање, доколку се средат тие работи, тоест доколку внатрешната политика на Македонија застане на нозе и почнат системите всушност да функционираат, дали сметаш дека тогаш моменталниот изглед на буџетот, значи со сите развојни елементи, најглавниот елемент кој што го пронедов јас, тоа е странските инвестиции, дали сметаш дека во тие услови на нормална работна политика, тие всушност инвестиции ќе бидат тие кои што ќе ни извадат над површината? Имате една минута. Па не сум сигурна дали тие инвестиции баш ќе бидат тие што ќе ни извлечат од моменталната ситуација во која што се наоѓаме, имајќи предвид дека имаме 50% младинска невработеност и дека имаме хиперпродукција на високо образован кадар, а всушност ова се странски инвестиции кои што, како што сам напомена, се претежно сконцентрирани кон работење на погони, некои механички работи за кои што ти немаш реална потреба од високо образование, како што ја покажа на години наназад, затоа и ме толкава стапката на младинска невработеност и иселување на младите. Младите не би сакале да работат оваа работа и токму затоа решаваат своеволно да останат невработени, така да не мислам дека странските инвестиции ќе го решат овој проблем, едноставно во фирмите кои што се странски инвестиции ќе се вработуваат луѓе кои што едноставно или имаат опција да работат таму со лоши работнички услови и да премолчуваат за тоа или да немаат никакви финансиски приходи на месечно ниво, така да не мислам дека дури да се среди било кој друг аспект од општеството, странските инвестиции ќе ни извадат нас од моменталната криза. Треба да се поработи на другите аспекти од општеството и мислам дека токму тие ќе на излечат наместо странските инвестиции. Ви благодарам. Јас заокружуваме дебатата. Александра и Марко имате 2 минути за завршните зборови. Александра, повелете. Ти благодарам. Оно што во текот на целата дебата се провлекуваше е дека всушност ни треба да ги средиме сите други аспекти од општеството за да може да стигнеме до дебата за дали буџетот е реален и дали буџетот ќе придонесе за развој на општеството, односно дали буџетот е развоен.
но самиот буџет предвидува работи кои што би требало да ги средат сегментите од општеството кои што во текот на дебатата се покажаа како проблематични. Например, треба да се среди образованието, да прекина во буџетот да се предвидуваат ставки за отварање на нови универзитети и со тоа дополнително зголемување на бројот на студенти и млади луѓе кои што имаат диплома за завршено високо образование, кои што понатаму нема да можат никаде да се вработат или ќе одбиваат било каде да се вработат, бидејќи тоа нема да им биде по струка. Понатаму треба да се средат и други минимални и големи работи кои што се предвидени во буџетот, како на пример да се среди здравството, да се подигне нивото на културата и свесноста на граѓаните за одредени работи, одредени проблематики и одредени политики, но најважно од се мислам дека навистина потребно да се направи попис за да може да увидиме за колкав број на граѓани станува збор, од какви категории се тие граѓани, од каде произлегуваат тие граѓани, кои се нивните потреби и која е нивната моментална ситуација, за да може реално навистина да се креира буџет кој што ќе одговори на овие потреби, а кога тој буџет ќе одговори на овие потреби наместо да се пресликува од година во година, тогаш навистина граѓаните ќе застанат на нозе и со самото тоа и ќе можат да активно да допринесуваат сите заедно за и државата да застане на нозе, наместо да се ослонуваме само на буџетот и да велиме дека буџетот е тој кој што нас ќе нас спаси од самите себе. Ви благодарам. Марко, повелете. Видете вака. Иако јас морам да се согласам со Александра дека све е тоа прекрасно, дека сите тие работи кои што ти ги напомене дека треба да се средат, доколку се средат, ќе застанеме ние на нозе, не само што ќе застанеме на нозе, туку како што кажа Red Bull, ќе добиеме и крила и ќе полетаме, ќе отидеме негде нагоре, но таа утопија сега за сега е многу далеко од дофат поради тоа што кога што гледаме многу полека се движат работите. Сите работи што ги спомнати и сите работи кои што ги кажав јас, една работа можеме да извлечеме на крајот дека упркос на целата моментална ситуација, тоест на страна целата криза која што се случува во Македонија и неработењето на системи во одредени сегменти од нивното постоење, на страна од сите работи кои што се случуваат на микроодноси помеѓу луѓето или на макроодноси во целата држава, можеме да констатираме дека во условите кои што се моментално дадени, моментално донесениот буџет, каков таков, не е оптимален, далеко од оптимален, но сепак има развојни елементи кои што всушност би требало да бидат, кои што ќе бидат всушност многу бенефицитарни за нас, само доколку се употребат како што се предвидени, тоест доколку што се употребуваат како што треба. Значи тоа што го кажуваме дека во теорија и на хартија во моментов во пракса, буџетот на Република Македонија е развоен и како таков може да допринесе за развојот на првично инфраструктурата во државата, а понатаму животниот стандард на нејзините граѓани. Но на крајот на денот тоа што не можеме да го кажеме или предвидиме за моменталната блиска, а и далечна иднина, е дали тие пари ќе се користат како што треба и дали тие финансии всушност ќе завршат на местата каде што се предвидени да завршат. Со тоа ние може да ја заклучиме дебатата дека буџетот ни е далеко од оптимален, но сепак е развоен. Александра и Марко, ви благодарам што бевте дел од Види вака дебатно шоу и вам ви благодарам што го проследивте второто издание на Види вака дебатно шоу кое е во организација на Фондација Идеја Југоисточна Европа. До крајот следат уште 4 вакви изданија. Пријатно!